Економските односи треба да ги следат одличните политички релации меѓу Турција и Македонија. Очекуваме трговската размена, која сега изнесува околу 450 милиони долари, во многу скоро време да достигне милијарда долари. Истакнаа на заедничката пресконференција турскиот премиер Ахмет Давутоглу и председателот на македонската влада Никола Груевски. Тоа што според увозот Македонија е 8, а по извозот е 13-та, е апсолутно неприфатливо за мене. Не прифаќам ни да бидеме втори, а не пак меѓу првите 10 со оглед на одличните политички односи меѓу нашите две држави. Одличните политички односи мора да се рефлектираат со соодветна трговска размена. Министрите за економија ќе разменат мислења на ова поле и ќе ги видат суштинските можности за зголемување на соработката, вклучувајќи го тука и земјоделството и можноста за извоз од Турција. Ќе бидеме во постојан контакт повторно во однос на вложувањето во слободните индустријски зони, рече Давутоглу. Според премиерот Никола Груевски, целта за трговска размена од милијарда долари е можно да се постигне, но кога ќе се случи тоа не зависи само од премиерите и министрите, туку и од бизнисмените. Во 1999 година, кога бев министар за трговија, го покренав прашањето за потпишување договор за слободна трговија со Турција и тогаш започнаа преговорите и по еден период од 6 месеци или година дена преговарање се заврши тоа, се потпиша договорот. Во тоа време размената меѓу Македонија и Турција беше 50 милиони долари сенас. Денеска е многу повеќе, како што знаете, речи си 10-кратно повеќе и напредокот е огромен. Тоа доста ни помогна. Секако помогна и одличните политички релации помеѓу двете држави, што ги охрабрува бизнисмените да тргуваат во едната или во другата држава. Тие политички релации и тој договор се уште се присутни и ќе продолжат. Додатно на тоа, ние правиме дополнителни напори да им ги доближиме на инвеститорите, на компаниите, на бизнисмените, да им ги доближиме информациите за можностите за правење бизнис во Македонија. И тоа јас го направи во 2 наврати, посетувајќи повеќе градови низ Турција, но истовремено и примајќи многу делегации од Турција што доаѓаат во Република Македонија, бизнис делегации, со кои што имав разговори и на кои што им одговорив на многу прашања и неразјаснети работи, така што ние и понатаму ќе продолжиме да правиме напори, да правиме усилби со кои што ќе им помогнеме на оние компании од Турција кои што без друго, како и да е, планираат да го прошират својот бизнис надвор Турција, само размислуваат каде тоа да го направат, да им ги објасниме предностите што Македонија ги дава за таква работа. С обзир на тоа дека и бројот на туристи е значајно зголемен, мислам дека постојат одлични предуслови за понатамошен развој на економските релации и се разбира тука влегува и зголемувањето на извозот од Република Македонија во Турција. Турскиот премиер Давутоглу истакна дека Турција останува и силен поддржувач за членството на Македонија во НАТО. Сакаме Македонија да биде што поскоро членка на алијансата, никој како Турција не ја поддржува Македонија на тој пат. Земите од Балканот треба да бидат под шадор на НАТО. На самитот во Чикаго излагањето го започна со изјавата дека јас сум од Македонија. Тоа е голема поддршка за Македонија од Турција и таа ќе продолжи како и досега, додаде Давутоглу. Давутоглу е начело на турската делегација која сочинуваат и заменик премиерот и министрите за надворешни работи, за економија и за здравство. Инаку во рамки на посетата турскиот премиер Давутоглу вчера имаше средби со невладиниот сектор и партиите од турската заедница. Денеска се сретна со бизнисмените од Турција кои инвестираат во Македонија, а покрај средбата со премиерот Никола Груевски попладнево ќе се сретне и со председателот Ѓорѓе Иванов. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов за следната година најави значително зголемување на посебниот додаток за лица со попреченост и на лицата со Даунов синдром. Првично, според проценките, ќе бидат опфатени 1030 материјално необезбедени родители, приматели на посебен додаток, од кои 919 се корисници на социјална парична помош и 111 се корисници на постојана парична помош.
Фондот за здравствено осигурување од следната година додатоците за пререгистрација на невработените лица ќе ги добиваат по службен пат од Управата за јавни приходи. Тоа значи дека лицата кои веќе се пререгистрирани по овој основ нема да имаат потреба да одат на шалтерите на фондот да извршуваат нова пререгистрација, а би имале континуитет во здравственото осигурување. Според директорката на фондот, Маја Парнарџиева-Змекова, ова ќе придонесе да се избегнат турканиците пред шалтерите за пререгистрирање на невработените и лицата со ниски примања за бесплатно здравствено осигурување. Согласно Законот за социјални придонеси, оваа обврска представуваше агонија за околу 240.000 граѓани, посочи Парнарџиева-Змекова. Вкупно 794 наблюдувачи од 5 невладини организации ќе ги следат претседателските избори во Хрватска на 28 декември, а наблюдувачкиот процес ќе биде следен и од наблюдувачи на политичките партии, кои номинираа своји кандидати. Четворицата кандидати за претседател на Хрватска вчера учествуваа во телевизиска дебата, нагласувајќи дека економијата е главниот проблем на земјата, при што понудија различни решенија. Кандидатот на Хрватскиот демократски сојуз, Колинда Грабар-Китаровиќ, нагласи дека бруто домашниот производ на земјата е во пад веќе 12 тримесечја поред, а околу 1.600.000 граѓани живеат на работна сиромаштија. Сегашниот претседател Иво Јосиповиќ од Социјалдемократската партија, која се бори за втор мандат, посочи дека тешката економска ситуација, невработеноста и недостатокот на перспективи за младите луѓе се најголемите проблеми. Во изборите за претседател учествуваат и Милан Кујунџиќ од Алијансата за Хрватска и Иван Вилибор Синчиќ од невладината организација Жив зид.